Кристијан Пичолини е експерт за омраза. Во 1987 бев регрутиран во првата американска неонацистичка група на скинхедс. Сведочењето на Пичолини во Конгресот во 2019 година беше последниот чекор во неговата трансформација, што започнала како незадоволен тинејџер од вредно имигрантско семејство. Трагав по чувство за идентитет, заедница, цел. Бев на маргините, главно малтретиран изминатите 14 години, најдо смисла на тие маргини. Еден ден, додека пушев џоинт, еден човек ми ја тргна цигарата од уста, ме погледна во очи и рече дека тоа е она што комунистите и евреите сакаат да го правите за да ве држат послушни. Ниту знаев кои се комунисти, ниту се сеќавам дека сум сретнал евреин, а уште помалку разбрав што сака да ми каже. Но за прв пат во мојот живот почувствував дека некој всушност ме виде, ме вклучи. Со движењето останал 8 години. Во 1995-та основав музичка продавница за да продавам расистичка музика која што ја увезував и ја правев. Но во продавницата продавав различен вид музика, панк рок, хип-хоп и хеви метал. И почнав да среќавам луѓе кои беа црни, евреи или пак геј. За прв пат имав позначена интеракција со нив. Почнав да чувствувам промени. Демонското во мене почна да се бори со човечкото. Благодарен сум им на тие луѓе кои знаеа кои сум и сепак ми пристапија човечки во време кога најмалку заслужував. Тоа беше најмокниот момент на мојата трансформација. Пичолини има напишано неколку книги за своето патување и за организацијата наречена Слободни радикали, за да им укаже на младите дека има подобри опции од екстремизмот. Она што го гледам со белиот национализам денес е многу слично на она што го видов во раните денови на Ал-Каида или ИСИС. Пропагандната тактика е иста, регрутирањето е многу слично. Употребата на високо квалитетни маркетинг видеа што покажуваат надеж за слава ако се вклучите во борбата. Тој вели дека се обидува да биде личноста која би сакал да му пришла на 14 годишниот Кристијан Пичолини пред многу години.